Почитувани медиуми, почитувани граѓанки и граѓани. Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН продолжуваат да ја замајуваат јавноста, заговарајќи укинување, поништување или ревидирање на договорот од Преспа. Најновото замајување е од техничката министерка за труд и социјална политика, која што глуми дека го враќа поранешното уставно име, иако потпиша дека ќе го почитува уставот и законите на Република Северна Македонија. Договорот од Преспа значи просперитет за државата и заговарачите против него не си ја сакаат државата. Укинувањето кое што го најавува ВМРО ДПМН значи укинување на нашето членство во НАТО, значи изгубени милиарди странски инвестиции, спречување на економскиот развој и осиромашување на граѓаните на нашата држава. Нема договор од Преспа, нема ЕУ перспектива за нас. Секој од нас треба да е свесен дека тоа не е добро и не води кон потполно уништување, мрак и изолација. Како држава веќе еднаш го искусивме ембаргото и блокадите од Грција. Видовме што значат спуштени рампи и граници, ограничена слобода на движење на граѓаните и ограничена трговска размена. Повозрастните тоа добро го памтат. Верувам никој од нас не сака тоа да се повтори и токму сега, кога сме на чекор пред отпочнување на преговорите со Европската Унија. Сега, кога имаме можност заедно да градиме европска иднина. Грција стана наш трет стратешки партнер за трговска размена, со вкупна вредност од 1 милиарда американски долари. Грција преку Солунското пристаниште ни е главна врска со светот, од која сме економски зависни. Овој стратешки партнер не смееме да го изгубиме. Фактот што Мицковски и ВМРО ДПМН продолжуваат да заговараат укинување на договорот од Преспа е јасен показател дека не ја гледаат нашата држава во Европската Унија и НАТО. Дека не се заинтересирани за развој на економијата и дека не се свесни дека со тоа оневозможуваат подобра иднина за младите. Благодарение на договорот од Преспа имаме тренд на зголемување на инвестициите, подобро платени работни места, подобри услови за вработување, подобри перспективи за младите генерации. Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН ќе бидат казнети на 12 април затоа што ја замајуваат, манипулираат јавноста, заговарајќи враќање назад, укинување, поништување или ревидирање на договорот од Преспа. Договорот од Преспа возможува да чакориме напред, да ја развиеме економијата и да создадеме европска иднина за нашите млади. Единственото што го нуди Мицковски и неговата богата партија е враќање назад, економска стагнација, ризик од нови ембарга и блокади и осиромашување на државата и граѓаните. Но затоа сме ние тука, заедно со граѓаните. Пријателството со Грција ќе продолжи и ќе живее, ако како резултат на тоа и нашите реформи стануваме членка на НАТО, а ВМРО ДПМН тоа не може да го спречи. Благодарам.